Добро вечер и добродојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова. И вечерва говориме за протестите. Ова отворено студио го насловивме "Ќе успее ли народот да ја спречи тиранската платформа?" Со мене во студиото вечерва се 20 луѓе од кои започна се слободно ќе кажам, од кои започна иницијативата за заедничка Македонија, која веќе 44-ти ден е пред собранието и пред владата на Република Македонија во обид, како што велат, да ја заштитат унитарноста и да ја испратат јасно пораката дека црвено-жолтата линија не може да ја мине никој и бараат да се укине тиранската платформа и воопшто веќе да не се разговара за неа. Вечерва во студиото мои гости се Богдан Илиевски, добро вечер, и господин Борис Дамовски, добро вечер. 44-ти ден сте. Ајде да започнеме со тоа како што насловивме емисијава. Ќе успее ли народот да ја спречи тиранската платформа? Судејќи по решителноста и радоста со која излегуваат луѓето на улица, мислам дека сме на пат кон победа. Дали мислите дека можеби 44-ти ден сепак е долг период, ништо не се случува, се случува, ништо не се случува, дали мислите дека можеби се оди на варијанта да спласне ентузијазмот кај луѓето и дали ќе спласне? Сигурно тоа е една од желбите на тиранската коалиција да спласне ентузијазмот кај луѓето, меѓутоа како што гледаме ви на снимкиве позади, ентузијазмот некако не спласнува и мене ми е многу мило поради тоа и е уште еден доказ дека сме на правата страна, како ви кажем, дека нашата мисија, нашата битка е чиста, искрена, од срце и јасна и затоа овие луѓе се секој ден 44 дена на улица. Вакво нешто Македонија не видела. Низ цела Македонија, не само во Скопје, во сите градови, да. Низ цела Македонија, со ваква масовност, со таков ентузијазам, со таква енергија, како од ден на ден се зголемува она енергија кај луѓето која што вика не се откажуваме, не се повлекуваме, не отстапуваме. Значи, само повеќе и повеќе луѓе се мобилизираат и се вклучуваат во нешто го правиме. И сега, за овие 44 дена имаше многу обиди за дискредитација ваша, за обојување партиско на собраните луѓе и така натаму. Успеа ли да ве поколебаат? Дали е се уште јасно за што се залага за заедничка Македонија? Успеа ли да фрлат дамка на тоа дека сте таму за заштита на македонштината? Заев е компанија има долга историја на соработка со медиуми кои се подрзани од, сега нема да ги таргетираме, туку од странски фактори. Прво што беше со овие тврдокорни. Така. Тие единствени влегоа и наводно се сретнаа со Заев, 5 души од нив. Колку дена? 2-3 дена пред почетокот на нашите протести. Ние се немаме видено со Заев. Имате побарана средба со него? Нон-стоп го бараме од собрание, дојди, приклучи се, кажи, откажи се и направи влада. Биди премиер. Оствари си го животниот сон. Понатака, што се однесува до шовинистичките извикувања. Да, имаше на почетокот, меѓутоа народот сам ги реши. На наша иницијатива ние направи... Не на почетокот, првиот ден. Јас, првиот ден, буквално. Вжештени глави има секогаш. Поединци има на секаде. Од 10-15 илјади луѓе, 7 луѓе се... Сега, нон-стоп. Но и револтот е голем кај народот. Не можеш ни да замериш колку они имаат чувство дека ова што го прават и дека е нож до коцка работева. Секој втор на протестите очекува дека ќе влеземе во собрание. И се спремни тоа да го направат. Начинот на кој ние решивме на почетокот на 27 февруари, на кој ќе ја спроведеме оваа задача, ова веќе не е замисла, ова е задача за секој македонец, е со присуство, со постојан притисок од надвор, околу собранието. Се поголем број на луѓе се приклучуваат. Денеска имавме импозантен распон на групации кои што веруваат во ова што го правиме и кои го поддржуваат. Секако дека ќе се обидат да го дезавуираат на било кој начин. Дека ние сме тврдокорните, ние сме шовинистите, ние сме
и лични навреди, така да не збориме. Провокатори навлегуваат во масата и извикуваат, не знам, тука сте за сендвичи, тука сте донесени Давате ли барем автобуси. сендвич? Давате ли барем сендвич? Даваме во капсули малечки, концентрирани, исто како што Сендвичите се во автобусите. да, во автобусите невидливи, стелт автобуси и микросендвичи, како што космонаутите се хранат во вселената. И таа мистерија не може да ја Али нашите мистеријата на духот. Затоа што ова пред се духовна задача и духовно чувство на секој учесник во протестите. Не може да ја разбие. Тоа ни едно NGO, ни еден канвас, ниту еден Тренинг. семинар спроведен по фенси хотели во Македонија не може да ги научи тие шарени умови на тоа што е љубов. Ние го почнавме ова со љубов. Не го почнавме по туѓа задача. Голема разлика постои тука. Затоа има масовност и затоа нашите сендвичи се највкусни. Имаше обиди да се прикажат овие протести дека се толку масовни затоа што повторно организирано се носат луѓе од цела Македонија да присуствуваат, меѓутоа еве 44 дена никој не може да излезе ниту од дома, ниту од работа 44 дена ако не е од градот. Мистерија. Чудна мистерија. Никој не може да дефинира љубовта. Кога се работи за земјата и за Да. Македонија, токму така. Или за било што. Интересно е што навистина мене ми остави лично впечаток вашиот потекст нека ги чујат нашите срца, да не извикуваме, тоа беше после прозивките, нели, дека ете шовинистички извикувате и така натака, дека им порачавте на граѓаните, а им порачавте и на политичарите во парламентот, посебно на оние кои што сакаат да ја претуркаат оваа тиранска платформа, дека сте таму мирни, како што кажате, со присуство и нека ги слушаат, како беше нека ги слушаат галамата на нашите срца, отчукувањето на нашите срца. Меѓутоа еве во последниве денови многумина се обидуваат да ве прозват дека сте подготвени, дека ќе ескалира работата, дека насилно ќе влезете, дека нема да дозволите, дека сето тоа е инструирано. Каде, на која линија сте сега? Луѓето што се таму на која линија се сега? Се уште ли сте со срцата и отчукувањето? Ние сме со срце цело време. Сакаме да го обоиме собранието со светлина. Кој што Ќе не успее ли оста- светлината да со светлина што не остава дамки. ќе успее ли светлината да го победи одржавата? Мислам да. Јас сум уверен. многу сигурен, многу сигурен. Еве и денеска имаше некаква си мобилизација, обид на тиранската коалиција да го прекрши деловникот на собранието како еден вовед во прекршувањето на уставот, меѓутоа и денеска се поколеба и не би рекол дека покажаа разум, бидејќи ако покажат разум, се што треба да направат е да кажат нема да формираме владина коалиција и сите пропратни елементи на таквата коалиција на документ кој што не е гласан од граѓаните на избори. Ние бевме пред парламентот, пред домот на политичката артикулација на секој граѓанин на Република Македонија. Сме излегле на избори, сме заокружиле една од опциите или не знам, сме допишали и начкртали Секој граѓанин. Точно, 1.130.000, ако не се лажам. И ниту еден од нив, ниту еден не гласал за тиранската платформа. Ниту еден. И е многу подол и не е фер и нема да пројде за тоа. Обидот на таков шверцерски начин да се подметне таа во нашиот политички систем. Меѓутоа, Бидејќи срамно е, како да ви кажам, срамно е нешто креирано во соседна држава да ни се наметнува како политика нас. Без да навлегуваме во суштината на документот, а па ако ја отвориме содржината и неговата суштина, таму имаме уште многу работи За кои што треба да сме загрижени. за кои што треба да сме загрижени и мораме да ги спориме и мораме да им застанеме на патот. Меѓутоа, Бог да вие не сте политичари, вие сте луѓе, истакнати секој во својата професија. Имате многу, она што е интересно, кон иницијативата за заедничка Македонија сами се приклучија многу здруженија, организации, и ловците, и моторџиите, и играорците, многу истакнати личности од нашата македонска фела, од лекари до глумци и така натака, многу ги има познати, а и по нив дрва и камен. Па, најверојатно, видите, државата ни е нефункционална во 100 на 100 смисла на зборот.
Имаме институции кои се задолжени за зачувување на македонскиот јазик, на македонската историја, чии членови, истакнати или помалку истакнати, се спонзорирани од странски НГО-а и странски средства. Колку пари треба да ти дадат за зборуваш против својата држава и да работиш? Ефтино е тука. Ја ги памтам вицовите од 70-тите, кога почнав да се интересирам за суштината на македонските проблеми, кога почна да ги купуваат новинарите за 10 кебапи. Сега, веројатно, до 100 стигна инфлација. Или до лососа, не не е ни битно, ме разбирате. Самото чувство дека ти служиш некому, не служиш, му правиш услуга. Без разлика дали веруваш во тоа или го чувствуваш или го сепак да го правиш за. И да се чувстваш обврзан, да се ништиш сами од себе си е тажна човечка ситуација и состојба во која се наоѓаат тие луѓе. Ние немаме чуено збор од Институтот за македонска историја. Немаме чуено збор од Институтот за македонски јазик. Еден збор немаме чуено. Имаме чуено од Ману. Имаме чуено многу од Ману. Македонската академија за неилустрирани уметници. Да, беше фасцинантно да се види председателот на таа академија како во едно интервју пред некој ден вика, новинарот го прашува дали е македонскиот јазик загрозен со тиранската платформа, тој вика не е загрозен. И 2 минути подоцна вика јас не сум ја прочитал тиранската платформа. Прекрасна концентрација. Има таа продадена сенилност во Македонија не е од сега. Не е ниту од овие протести, нити од овие избори, нити е од овие историски настани во скорешната историја. Таа води длабоко во трагите на нашето комунистичко минато, во нашето неилустрирано комунистичко минато. Ние сме загадени со агенти на минатото. Се додека тоа не го исчистиме. Имавме процесна илустрација која што беше фарса. 2-3 поети и еден професор смешен, бивши кандидат за председател на Република Македонија, кој изгуби од еден како го наречуваш, поправач на радија, кој што во овој момент е единствениот набраникот на уставот. Збориме за господинот Ѓорѓе Иванов. Господинот Иванов цврсто стои на оно што го прави. Тоа е, да не речам, еден од оние политичари кои што се на линијата за заедничка Македонија. Тој ја поддржа и вашата иницијатива до тој степен што и на европските представници кога дојде во Македонија буквално им кажа го отстапувам својот термин кога рекоа дека нема време. Тоа беше симптоматично е тоа. Една нашминкана револуција шарена. Имаше секоја недела барем по 2 втори, ако не и насловни страници во странските медиуми и ударни вести. Ние неаме. Ние не го преминуваме прагот на интерес. Овие стотици илјади луѓе секојдневно во Македонија не го преминуваат прагот на интересот на Западот. Интересна работа. Нашите фоторепортери една фотографија не пласирале на насловните страници на западните медиуми. А се наполнија експонираност, да не речем други зборови, која ги шминка фино наредените вандалогени учесници на спонзорираната шарена револуција. Тоа зборува за автентичност. Но ова е веќе движење, 44-ти ден. Ова не е иницијатива. Ова е веќе движење. И тоа се чувствува кај луѓето. Денеска одев со човек кој што вика, порадосни луѓе на протести не сум видел. Човек кој што е од прв ден со нас. Од прв ден. Има такви стотици. Од прв ден. Од 27 февруари секој ден се тука. Точно. Со црвено-жолти ленти и со вака. Да не збориме за се поголемото освестување на македонската диаспора, која што имаме фасцинантни собири низ цела Западна Европа, Америка, Австралија и така натаму. Поддршката е огромна, но таа поддршка се базира на вера и радост.
не се базира на... Мора да имате поддршка и од политичарите. Бидејќи Ние вие како граѓани обични, колку можете да направите... Најголемата во поддршка што сменето на можеме да доживееме во моментов, Заев да дојде на таа наша платформичка од квадрат и Не, пол. тиранска, ама може да избрка работа. Да дојде и да каже: добро бе, браќа и сестри, сограѓани, адвентисти, будисти и така натаму. Ова веќе не важи. Дозволете ми да направам влада, да направам функционална држава во Македонија, да му давам секому по 500 евра плата, кој е вработен. А ако треба да работиш, треба да имаш кај да работиш. Ветувањата. Конкретно тие ветувања што беа спас за Македонија. Ево 4 месеци полниме. Спас за Денес 11, точно 4 месеци после изборите. Дали во 4 месеци некој збореше за социјалните проблеми во Македонија? Не, ние Се е зборуваме... ставено на стенбај. Не е на стенбај. Замрено е. Никој не го спречува да нити Заев, нити било кој тие таа тиранска коалиција да направат платформа за социјална платформа. Не, ние се бавиме со геноцидот од 12 до 56 година, се бавиме со двојазичноста на денарите, на униформите, на полицајците, на војниците, се бавиме со отварање на дебата за името, знамето, државниот грб, химната, се бавиме со тоа дали требало задолжително да бидат вклучени припадници на албанската етничка заедница во Македонија во преговорите со Бугарија. Не само за името, и со Бугарија. А што имаме со Бугарија? Па не знам какви дилоги они би имале со Бугарија, ама тоа е, како кажам, доказ на сето она што се зборуваше и во предизборната кампања и пред тоа, кога веќе почнаа да се надзираат контурите на планот на најголемата опозициона партија како да дојде на власт, која група гласачи треба да ја ангажира и како да ја ангажира, како да ја освои, понатаму стана битката меѓу истата таа партија и партиите на условно речено албанските партии во Македонија, партиите на етничките албанци од Македонија, кој е поголем добар националистички оратор од другиот, за да се борат за она парче од електоратот на кое што тие како лидери на политички партии имаат одговорност и должност да не да го насочуваат, да го буцкаат кон таква реторика и таков наратив од кој што тешко се враќаат назад, а е штетен по еднината на Македонија. Наместо да го прават тоа, тие го хушкаат. Нема повредува никакви проблеми, никаква тиранска платформа не беше најавувана. Како почнавме ние зборуваме за јазикот, за двојазична Македонија? Како се отвори таа дебата, ничем изазвано. Одеднаш. Па некој ја спремал, ја планирал. Меѓутоа истиот тој некој мислел дека ќе го протне ова така со 2-3 дена бунт на народот, па после ќе си легнеме на брашното. Тука не ставајќи го факторот на трпение кај сите граѓани на Република Македонија, дека ние долго време, децении, во име на добриот соживот, мирот, меѓусебната толеранција, почит, толерираме работи по линија на помал отпор. Ова не бива, ама ајде нека за подобро да си живееме. И ова не бива, не ми се допаѓа, меѓутоа ајде нека. И тоа ајде нека доаѓа еден ден до една граница, една точка и викаш посебно е вулгарно што истото направено во Тирана. Можеше и да не постои тиранската платформа и истите работи да беа договорени тука. Пак ќе беа дел од еден поголем план, но ќе ни беше многу тешко да го искомуницираме тој дел. Фала му на во наводници Еди Рама, бидејќи е во предизборна кампања и онака буквално нацрта она што треба некој да го објаснува и интуитивно некој го свати или да гледа поголемата слика, да ги гледа настаните од нашето поблиско и подалечно минато, за да ги поврзе точките и да ја види целата игра. Еди Рама, викајќи ги тие лидери на партиите на македонските албанци, Заев ги оправда, рече, каде да се соберат тие луѓе, демек немало каде, нема место тука, морале во Тирана се на нас.
Тоа е Сега- подиректно мешање на соседна држава во наша политика, не може да биде. Имаме факт, Еди Рама, фотографијата постои јасно, иако сега се обидува да се релативизира, но не чувме осуда од ниту јасна, директна осуда за мешањето, ниту од Европа, ниту од тука кај нас осуда нели за заедничка Македонија и така натака. Тоа денеска го искомуницирав од бината пред собрание. Тоа не е за било кој познавач на ситуацијата во европската и светската политика, не е чудо ова. Овие морат како мачка изметот да си го скријат во песокта на заборавот било кој од нивните претходни зафати. Се соочуваме со многу чувствителен историски период, не само во Македонија. Македонија Е дел. знаеме што се случува. Ние сме само дел од мозаикот на прегрупирање на силите во светот. На таа груба, либерална идеологија се соочи со се судри со либертаријанското разбирање на светот, каде што слободите се гарантирани секому, но не по диктат, туку природно. И се наоѓаме во тој период кога манипулаторите, наметнувачите на нови размислувања, на нови цивилизацијски текови, не разбирајќи ја спецификата на секој посебен регион кај што работат. Посебно во Македонија тоа се одрази. Што гордоста од патриотизмот и така Да. натака. Данес збориме и за последниве децении сме судрени со тамбурање, барабарење околу геј правата. Кога ги немале правата? Кои права им требаат? Јас сум пораснат во мало каде што живееле два тројца декларирани хомосексуалци. Никогаш, зборам за 60-тите, 70-тите. Но периодот кога не било толку. Никогаш никому нити збор лош му било речено, нити некој конфликт имал. Или пак да се вратиме во подалечното минато на Македонија, кога се произведел најдобриот опиум во светот, ние сме немале зависници. Како што и ден денеска производители Да сме имале опиум колку на најдоброто вино и ракија во свет, ние немаме толку алкохоличари како што има во една Финска, во Петоците или па на фериботите во Балтикот. Ке те прекинам за кратко, господине Дамовски, ја се извинувам, сутоку ми е увод од режија дека имаме ударни вести, ке се вклучиме во вести па се враќаме назад во треното студио да чуеме за што се работи. Назад сме во студиото, ја слушавме ударната вест, како што можете да чуете, експлозија, повреден е еден фудбалер, повеќе детали за целата оваа ситуација и снимки во вестите во 22 часот. Ние продолжуваме со отвореното студио на телевизија Нова. Ќе успее ли народот да ја спречи тиранската платформа? 44-ти ден на улиците низ цела Македонија, посебно во главниот град во Скопје и пред владата и пред собранието Република Македонија се вее црвено-жолтата боја и црвената линија која што не може да се помине, не може да се оди против унитарноста на Република Македонија. Говоревме за тоа дека еве 44 ден истрајувате, меѓутоа загрижува, односно загрижија информациите кои што ги објавивте пред некој ден. Некои ги оквалификуваа како обид за хушкање, а некои пак ги оквалификуваа како навистина предупредување дека овие се трите клучни дена, дека народот треба да биде буден и дека ќе се обидат во собранието да направат нешто што ќе биде контра волјата на народот, кој што и пред собранието, нели меѓутоа на македонскиот народ. Се случува ли тоа? Успеавте ли да го спречите? Уште ли треба да се плашиме? Успеваме да го спречиме. Како што спомнав и преска. Денеска имаше обид. Имаше обид, беше собрана цела тиранска коалиција во собрание. Не знам што планираа, меѓутоа очигледно беше дека планираат нешто и очигледно уште еднаш плановите не успеа да ги реализираат. Не знам со кој памет и со која дрскост, меѓутоа, можеби сакале и тие да покажат своја одредена храброст. Не би сакал, меѓутоа ги поканувам да ја покажат храброста, да го кршат уставот
кршат деловникот и да се обидат да и нанесат зло на оваа земја и на еднината на Македонија. Дали уште треба да се плашиме, видете. Не треба да се плашиме од ништо. Кога е вистината бидеме на будни, твоја тоа страна. беа зборовите Да бидеме кои будни, така. да, да бидеме будни, да. Како што сведочи ова што ви го кажав пред малку, овие се навистина 3 клучни дена во оваа недела. 3, можеби ќе се и 4, ќе видиме. Утре ќе знаеме дали собранието ќе работи на Велики четврток или нема да работи на Велики четврток. Меѓутоа е многу важно, како што вчера бевме многу масовни, денеска уште повеќе од вчера, утре да бидеме уште повеќе од денес. Никој не може да се прави премногу долго време глув, дека не го слуша народот, дека не го гледа народот. Преска не нарекле одговорница Шилегов, нарекол дека малцинството се обидува да спречи нешто и така натака. Добро. Ако се обиде и тој, ќе види колкаво е тоа малцинство. И дали ние сме навистина малцинство и дали заслужуваме игнорантски однос. Иако тој однос не е докрај игнорантски. Желбата нивна е да не игнорираат, меѓутоа дека не може да не игнорираат посведочи изминатите 44 дена во кои што ниту се направи тиранската влада, ниту беше доделен мандатот, ниту председателот го прими Хан, кој што сакаше да не игнорира, но беше соочен со ситуација во која што не може тоа да го прави и добро не запомни, добро, да знаете. И повторно денеска, мислам во третата недела од заседавање на собранието сме се уште и денеска, 11 април, вторник, нема председател на собранието, не е избран, кој што без тој да се откаже од тој документ направен, издизајниран во комшулук, нарачан не знам каде, со цел да влијае на судбината на нашата држава. Така да Можам да забележам дека обајцата сте уморни, но вашите зборови понатаму се децидни, остри, решителни. Веројатно се луѓето уморни, 44 ден е сепак. Што доколку се оди на карта да се уморите? Ние сме уморни во моментов, бидејќи доаѓаме директно од улица. Уморни, малку уморни, бидејќи Барселона губи од Јувентус 7-0. Јас сум дополнително умерено депримиран. Но во моментот кога ќе застанеш на улицата таму пред влада, секоја идеја за умор исчезнува, бидејќи ги гледаш тие насмеани радосни луѓе, како што Борис добро ги опиша, кои што се секој ден на улица. Секој ден на улица, има таму добар дел од луѓето кои што се многу повозрасни од мене и не само што знам дека немам право јас да бидам уморен, него дополнително ме храни со енергија нивната. Да, кога можат тие, сега без да ги навредам визави годините, но кога тие се таму, јас треба да бидам 5 пати повеќе таму, како човек на 31 година. Луѓето не се на улица, луѓето се на патека. На патека, точно. Кон успехот. Точно. И ова не е толпа, ова е народ. Тие финеси, вие новинарите добро ги знаете. Знаете дека обичниот читател ги памти само насловите, титловите, кајроните. Вешто се употребува тоа и тоа ме радува како вештина, меѓутоа ме бесне таа вештина која се применува против својот народ. Тоа го прават. Денес портал Чич од прочитавме тоа. Наводно сме биле десеткувани. Да, имаше такви информации дека се помалку. Значи ќе треба да бидеме 10.000. Добро, тоа е од истиот центар, тој порталчич, кој што издава и вестник, кој што најавуваше крвава сабота дека ќе имало на крајот на првата недела од протестите. Сите тие разлејани ентитети, сподоби,
Имаше крвава сабота. Имаше, да. Имаше дарување на крв, Крводарителска крводарителска акција. Па мораше да падне некако. Крв мораше да падне. Падна дарување. Тоа е. Не можат. Од почеток трнавме со љубов. Од почеток трнавме со јасна цел. Не многу широк фокус на потреби. Може би требаше употребите да ставиме и не 500 евра просечна плата, 1000 евра. Да стигнеме веднаш Словенија. Овака. Меѓутоа... Ајде да ги повториме уште еднаш барањата на луѓето, на народот кој што е на улица зад организацијата Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Да биде јасно, бидејќи многу се обидуваат да прикажат веќе луѓето не можат ни да им јасно на едно место читаат едно, на друго место читаат друго. Ајде јасно да кажеме кои се барањата. Направете влада откако ќе отфрлите тиранската платформа. Јасно, децизно, во овој момент и написмено. Како што поминуваат деновите, мене ми растат апетитите. Јас на вистина сметам дека е повеќе од нужен попис, затоа што сите романтизмот кој е роден во умовите на политичките чинители од малцинските партии, роден со Охридскиот рамковен договор, со него толкување кој како стигне, кој како сака, веќе не поднослив. И мислам дека е време за сериозен попис, цензус, Точно се знае кој е колку. И според оваа констелација на силите и односите на ниво парламентот, најдобар ресет, тоест репрограмирање на силите на политичката сцена би биле новите избори, каде што пред да се одржат изборите, партиите би завериле на нотар, у Обединените нации, не знам, кај у синод, заклетва или во џамија, дека ова е програмата со која излегуваме на избори, во случај да победиме, нема мрдање од неа, нема. Најголема навреда за интелектот е овој трик што бившите комунисти, наречени СДСМ, сакаат да го спроведат за ВР. Тоа е навреда за било кој ум. Да возиш со идеални проекции на животот, откако ќе гласаш за нив, дека се ќе биде мед и млеко, дека се ќе биде муртино. И наеднаш да излезеш со на качен на платформата создадена во соседна земја, е најголема навреда. Кон обичниот гласач, кон обичниот плаќач на даноци, кон обичниот македонец. Тоа е навреда. Излезе со една пресконференција, како ќе смири ситуацијата, нема никаква платформа, меѓутоа прашањата се отворени и ќе дискутираат за тоа, ќе расправат за тоа експерти. Кои Се експерти? нагледавме. Кои е експерти, бе? Шоку, Заев. Кои експерти? Кој има право да расправа за Тие ефтини трикови, тие интромански, рурални размислувања во главата на лидерите треба да престанат. Веќе никој не може да го излажи да работи. Ало, интернет време. 2017 луѓе над 60 години веќе ги чешлаат вестите, ги вкрстуваат податоците, сами донесуваат заклучок. Не можете да го лажете овој народ. Посебно народ од 2 милиони души, кој што е со богата историја на такви... Напатен народ. Жртва на циркузанти од овој вид, кој што сега ги трпим. Тоа се единствените барања кои што ги има, јасно и гласно. Значи, не сте против ни за ни една политичка партија, единствено против албанската тиранската платформа. Се разбира и од првиот ден ги повторуваме по неколку пати на ден. Дори и бевме во две прилики пред двете најголеми партии во Македонија, и пред ВМРО ДПМН и пред СДСМ, да ги повикаме да се исклучат од било каква таква комбинација пазарена на друго место освен во Македонија. Ние не сме партија, ние немаме економска програма, немаме, не знам, планови за реформи и така натака. Меѓутоа,
имаме против тоа некој да се обидува да шверцува туѓа политика во нашата земја. И тоа е одговорност на секој граѓанин во Република Македонија да размислува за тие работи и да се спротистави на таквите обиди. Одговорност by my book. Може би некому не му е гајле дали ќе е Македонија двојазична, стојазична. Да, се разбира. Ова е слободна земја, секој нека размислува како сака. Мене душата ми е полна бидејќи огромен дел од луѓето, мнозинството во Македонија е против наметнување на такви агенди во нашата земја. Се споменуваше сега овие денови дека дури ќе се има опити да ве прикажат како гневни и спремни, подготвени за конфликт, со тоа што ќе се инфилтрираат. Имаше повик за албанците, нели исто така да излезат, па да се судрат некаде со вас, па да се направи можеби тука некој инцидент. Како изреагиравте на тие? Со грохотом се смием. Ако е за повикот на не повикот, него она сценарио, статусот да кој што си го напишал Петрица Рачини, една група ќе дојде од ваму, една група ќе дојде од таму и така натаму. Имаше портали кои што ова опција. Па добро, да го прават. Тоа е задача. Тоа е точно така. Тоа е задача. Тоа се истите портали со тие крвави саботи и филозофија на улиште, на гнездо. Меѓутоа, како го доживеав, пак сум на улице и ја чекам таа неговата река од луѓе која што ќе дојде. Не ја чекам. Не ја чекам, да, но фигуративно кажано. Ние сме на патека, не на улица, одлично срочено од мојот поискусен соборец. И такви работи имаше, не знам, од прв ден и ќе ги има колку готова да трае, таквите обиди ќе постојат. Ама ниту еден таков обид нема да не поколеба. Нема да не поколеба, бидејќи не сме со калкулација во ова влезени. Јас навистина сум преубеден дека сме на страната на доброто. Доброто за сите луѓе кои што живеат во оваа земја. И доброто, по некои правила и писанија, на крајот секојаш победува. Доаѓа Великден, доаѓаат празници, обично сабота и недела вие правите евенти, не правите протести, правите еден вид евенти и одржувате во живо, што се вели иницијативата за заедничка Македонија, во медиумите правите крводарителски акции и така натака. Доаѓа Великден. Сам кажа дека не се знае дали собранието ќе работи во четврток, се знае дека луѓето за Великден сите се заљубуваат. Така, не се занимаваат. Джокси се заљубуваат, другите кршат јајца. Така. Имате ли нешто во план сега, ќе бидете ли будни за овие 4 дена, се очекувате ли дека барем за овој најголем христијански празник ќе бидеме оставени на раат од политиката? Скопје е оддалечено од најдалечната точка на Македонија. 2 сати. 2 сати. Така да. Ќе бидеме и будни, и мобилни, и секакви, особено во оние денови кога лајт мотивот е јајцето, како символ на животот, да покажеме дека и ние сме за достоинствен живот во Македонија. Во превод, не може да направат ништо без нас. Нити сега, нити за 10 дена, нити за 2 месеци, нити на 31 декември 2017 година. Ќе бидете тука. Се разбира, а каде да бидеме? А каде да бидеме ако не тука? Немаме друга опција, немаме друга варијанта, ниту па јас сакам друга опција и друга варијанта. Пловдивска, ни Солунска, ни Нишка платформа на која треба да се возиме, ние имаме македонска платформа. Единствено тука ова парче земја. Тоа е. Така, а одиме со уште еден рез за реклами, па се враќаме повторно во студиото. Назад сме повторно во студиото, говориме за протестите, за мирните маршови на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ја насловивме ова дебата во отворено студио, го насловивме "Ке успее ли народот да ја спречи тиранската платформа?" Да. 44-ти ден на улица, рековме. Велите да категорично. Да. Цело време дури не евуваш вака ми доаѓа да кажеш да. Кажеш, да? Да, ќе успее ли народот? Да, ќе успее народот, се разбира. Да те ожениме. Jesus. Не? На платформата тиранска се Застанавме. не на Борисовата платформа за мојот брашен. Сакаш дебата? Не сте, да, Да, овде ќе се оставиме скарате. малце Овде ќе се сами. скарате. Се извинувам.
Не сте во собранието внатре, во собранието се случува чуда. Па не знам дали чуда, или е досадно, или е напнато, или е од време на време наоѓам време да дзирнам што се случува, особено во оној период меѓу 5 и 6 часот, да има некој кој што ќе гледа и ќе ни споделува информации. Дури сме ние на терен и се организираме. Во секој случај, ваквата констелација на односи од првиот ден после избори беше јасно дека тешко ќе функционира собранието. Тешко ќе функционира поради бројките кои што се таму и поради дигањето на лоптата со тиранската платформа, па совршено јасно е дека тоа нема да биде баш глатко да работи законодавниот дом. Затоа сметам дека да, навистина има логика и оправдана причина, посебно поради, повторам, вклучувањето на тиранската платформа во целиот наш политички наратив, да се оди повторно на избори. И да биде јасно кој опозицијата зашто смета е. дека победник, ги има обезбедено подписите Не е претениците и победник, смета дека како е сосема опозицијата легитимно победник? со бројот на претеници кои што го собраа за Добро, парламент. после коалицијата сега е Така. мнозинска, да, меѓутоа опозицијата не е победник на Колку избори. пати во детството си замислувал како ти ставаат олимписка медаља. Да. И се толку си близко, И се будиш. 200-тинки, 500-тинки зад болт И се будиш. и губиш. Но и Не, се 200-тинки будиш. се... Да, 200-тинки. да, Не, да. во основа стои една лага. Значи измама. Меѓутоа еве ние во собранието. Е, добро де. Па добро. Нивно е да се обидуваат, наше е да не им дозволуваме. Ова не е едноставен начин на решавање на проблемот. Меѓутоа, сметам дека увереноста и истрајноста на народот, на обичниот македонски граѓан, кој знае да препознае измама и веќе нема шо тука, нема ракавици околу тоа, директно странско мешање. Тоа може би не е ни албанско. Секој по-информиран читател, гледач, слушател, знае од кај потекнува тоа. Не залудно Каде се- лежи зајакот. Да, каде лежи зајакот. И околу која грмушка се врти дождот. Ако Се веќе- плашите ли дека ќе бидете директно на удар, бидејќи вие сте сепак исторените членови на оваа граѓанска иницијатива, вие сте луѓето од кои што започнавте, вие сте луѓето кои што сте на онаби на секој Од ден. кого на удар? Дали па не знам, ајде од СЈО да речеме, бидејќи нели како што велате вие, дека некој доколку се замери со коалицијата на Буричкаат во гаките и наоѓаат Така авиони. велат. Да, добро. Видете, со таа смешна институција, таа девалвирана во старт институција, може да се расправаат само политичарите. Само политичарите кои беа имплицирани за некои си криминали, злосторства или било што друго, во снимени разговори. За вас извадија, не знам, Дамовски дова ќе кешира 300.000 евра, Бетмен ќе кешира 1.000.000 евра. Па тука е, сака да не скараат. Ама ние си ги делиме Братски. сложно тие милиони. Видете. Не Не навредува ли сериозно. тоа кога вела дека ова го правите? Навредливо е, меѓутоа не ни е прв пат. Нити нему, нити и оне Пукани зајаци. истакнат блогер, јас сум некој си познат продуцент, автор. Од собраниска говорница со години, тажни креатури, креваат глас против мојата малечка фирма, каде што 3-4 сме вдомени и екзистираме од тоа Затоа што не им се десетина допаѓа како години. реално ја прикажуваш, да не с хумор. Тврдат дека сите тендери во Македонија контрабанда ги има земено, дека сите филмови во Македонија контрабанда ги има истрошено и така натаму. И користат И си викаш, кај се овие пари? и користат собраниска говорница
и свое си... Заштитени со имунитетот од таа говорница. Ја имав едно хаику напишано од собранска говорница направена од штичка, ти можеш да се криеш како една римата е само назначена. И тоа неколку пати ни се случува. И тоа се од луѓе кои најверојатно сметаат дека премногу близко чукаме до вистината. Дека можеби они се тие кои треба да бидат предмет на истрага на СЈО, па и на службите за безбедност, кои што на вистина би требало да се загрижат веќе за индикациите на велепредавство кои ни се случува. Ние сме соочени со велепредавство. Ја, како аматер, кој ги собрал сите според зборовите на некои пратеници тендери во Македонија, тврдам дека да беше ова правна, функционална држава, одамна ќе лежа некои ликови зад решетки. Ке знаевме каде лежи зајакот. И околу која грмушка врти дождот. И тоа не е Крагуевачка грмушка, туку е тиранска грмушка. Обајцата сте популарни, ќе го употребам зборот, и истакнати. Само за еден од нас. Лични, да. Меѓутоа веќе речеме истакнати, докажани во својата фила, во своите професии и одеднаш сега сте на чекор до политичко, фактички делување затоа што сепак ова што го правите го браните за да се браните од политичарите. Значи сте во некој судир со нив. Добро. Сте се покајали, сте се запрашали ли дали ми требаше ова и зошто, од каде поривот е да... Секој ден. Јасно. Секој ден. Не е прв пат. 2008 нас не собра иста идеја. Прашање на суверенитетот на Македонија. Суверенитетот на Македонија ја подразбирам како било кој обид за менување, извитопирување, уставно мешување за името на оваа земја. Те покренува? Ме мотивира. Едноставно да кренам глас. Понекогаш кревам глас, понекогаш кревам цртан филм, понекогаш кревам луѓе зад себе. Тоа се случи многу индикативно, ако ние веќе веруваме во мистиката на некоја си мисија. Ништо не е случајно, велат работите се подредени одгоре некаде. 27 февруари 2008 го направивме еден од најголемите митинзи кои Македонија ги на площадот Пела, со помош на уште неколку пријатели, не само Богдан и јас. Меѓутоа, пак беше прашањето на една... Истото прашање во суштина. Едно од овие. Сега проширија палетата на напади. Но крајната цела иста. Тоа е разнебитување на Македонија. Тоа е Македонија, македонскиот народ, македонското име, да се збрише од лицето на земјата. Таа агенда не е нова, ниту непозната, ниту неискусена од народот. Овие луѓе секој има меморијата на своите предци. Не можеме со 3000 дресирани фоки 20 години што ќе спонзорира странска агенција или што ли агенда, не можат тие дресирани фоки да го затрат тоа што со милениуми е вградено во македонскиот народ. И тоа денес се чини дека дојде ситуација, имавме ни една дебата која што насловивме дали е грев да се биде патриот во сопствената држава. Најголеме. Се фрла со дрви и со камења, односно, доколку ја поддржуваш иницијативата за заедничка Македонија, ова ќе цитирам како Один или на социјалните мрежи, вие ги браните криминалците од ВМРО ДПМН. Односно, не е тоа патриотизам, туку е бранење на криминалите. Секој кој што направил криминал во оваа држава треба да одговара. И посебно би било исто згодно доколку органите кои што треба да ги гонат криминалците не наликуваат, посебно специјалните такви органи, не наликуваат на некаква си ефтина боливудска продукција за креирање спектакли. Тргнувајќи од тоа најавување на пресконференции преку загадки до... Да, очекуваме сериозност, така нели? Апсолутно. Се разбира. И ова нема врска, навистина, со... значи Македонската идеја е поголема од сечија и суета и односно нема никаква допирна точка со бранење на нечив
криминал. Ама допирна точка нема. Но спин докторите се искрено. обидуваат. Би сакал врз основа на легитимни средства да докажат, прво да кажат од кај им се, кој снимал тие разговори. Врз основа не на разговори, на фактички докази. Сака цела македонска јавност да го знае. Да. Ја би славел на улица, исто како што сега славам желбата за слобода и македонски суверенитет, би славел било која партија да биде затворен, првиот. Политичар кој на вистина врз основа на правото и словото на законот биде осуден, долготраен, краткотраен престој во сакаат во Идризово и мислам дека некој хипик ќе им направи со радост тие нивни често спомнувани сапунчиња, знаеш тоа да биде органски и све така. Смешна е ситуацијата во која сме доведени. Смешна е ситуацијата, состојбата на правото во Македонија и толкувањето на се и се што. Нешто што е напишано стриктно како што е еден обичен деловник, кој е некој си консензус на начин на делување во собранието, биде толкувано од три различни страни. Три различни страни различно. Од филозофската страна па до нај-технократско, бирократската. Тоа се должи пред се на недостаток на демократска традиција во парламентот. Ние знаеме западни парламенти каде што имало големи тепачки, знаеме и источните парламенти каде што ден денеска се тепачките секојдневна појава. А ние за едно рушење на ЕЛКА 2000 и која беше 14 година направивме 12. 13, не е ни битно, околу декември таму. Колку Аушвиц да било тоа. Гледајќи ги снимките и поучени од тренингот кој го извршуваат тие нападнати со знамиња од последниот смешен случај, кутрото човече, она како се викаше? Кристијанче. Го удрило, го чепнало по глава знамен, пластична рачка од знаме, кој они гордо го викаат јарбол. Јарбол од јахта, веројатно. До, не знам, припаѓањето несвест на таа кутра новинарка кај што во А1 кај што се удираше од полицајците паѓајќи во несвест. Се сеќавате и на тоа. Ние сме соочени со една театарска, лоша театарска режија, која што навидуме автентично, меѓутоа потоа се разбиваат. Сега ги имаме и ситуацијата со белите шлемови во Сирија. Ги имаме ситуациите со нападите терористички по западниве земји. Сето тоа се инсценирани моменти. Да се држи народот во Грчка? Не е задржање во Грч, него имаат крајна цел сите тие работи. Меѓутоа, начинот на кој што се сервираат, ти веќе немаш однос кон информацијата, него контекстот е важен и што и да кажеш во тој контекст, ќе ти пројде. Сериозно сум љубопитен. Сериозно сакам да знам, а верувам и многу луѓе во Македонија, сакам да знам кој го вршел прислушкувањето, врз основа на кој зајакот ги фрлаше бомбите, кој што... Да, кој тој кој што може со македонски врв да го прислушкува, без разлика кој бил на власт во тоа време, сепак се тоа конкретните премиер, председател, министри. И кога ќе почнеш да разговараш со тоа, обично некои новинари дресирани, исто така, хашките случаи. Такви дигресии можат да се играат со било кои загрижени политичари кои што внимаваат на својот политичката коректност, не може да го играат со нас. Не може да го играат. И ние жестоко не мораме да имаме слободата, имаме слободата и ја браниме слободата. И затоа доаѓаат луѓето на патеката, бидејќи ја чувствуваат слободата. И тие се слободни кога се таму. На самиот крај сме од оваа емисија. Ајде за крај, дали ќе можете упатите една порака до оние македонци... Мислам, ќе прашаш дали ќе го... Ќе прашам на крај, последно ќе биде тоа и повдена, да, јасно и масно ќе кажеш.
Која порака ќе ја упатите? Има многу, факт е дека има многу кои што ја поддржуваат оваа иницијатива, меѓутоа ете од разноразни причини семени не можат да се пред собранието или пак еден ден ќе дојдат, вториот не можат. Тоа се покаже и по повикот да се постави македонското знаме на прозорците на терасите и огромен број на згради во Скопје, во ја што ги видов, а низ Републикова според инсерциите што пристигнува во телевизија Нова, македонското знаме се појави на прозорците и терасите. Што ќе им упатите како порака и дали може еве некоја рамка да ни дадете кога ви очекувате дека сето ова конечно ќе се смири и нема веќе да има потреба народ на улица да се јави, да се ограни? 31 декември 2017 година. Нема рамка. Нема. Мора да се оди на победа. И да бидеме свесни дека патот до неа може да потрае. Меѓутоа нема друг пат. Има побрз пат, ама тој не е Тоа посакано што го сакаат тоа нон-стоп дрндање околу тоа влегување во собрание, никому не му се седи во собрански клуб. Досадно е таму сигурно. Никому од нас, немаме таква визија за животот. Имаме визија за животот во Македонија, да парафразирам политичките партии, кој што ќе се базира на правото на граѓаните на Македонија, а пред се на правото на македонците да се нарекуваат македонци, да си ја сакаат земјата, да си го имаат тоа сменето знаме. Некои македонци го сакаат првото знаме, да одлучуваат за својата судбина самостојно, суверено и внатре во кругот на Македонија. Тоа е единствената цел, единствената мотивација која што не води на овој пат. Убедени сте дека доколку не сте на улицата, Тиранската платформа ќе мине? Да. Ќе ги исцрпат сите тие деловнички можности, ќе се изнаредат 60 говорници и ќе кажат тоа статистички како предвидува дека ќе трае тоа. На крај на денот нужно е да сме надвор. Нужно е да сме надвор, бидејќи Македонија е млада демократија, како суверена држава се зборим. Претходниот систем не баш имала и многу простор да ги расшири, да ги размавта своите крила. Меѓутоа, нужно е за создавање или будење на чувство на самопочит, на однос кон сопствената држава, на однос кон сопствените права, на однос кон сопствениот живот и неговата вредност. Нужно е ова да се случува. За што повеќе луѓе да размислат кои се, што се и зошто се тука и што може да направат околу тоа или околу нешто што им се или не им се допаѓа. И затоа на криштата, колку самиот не се почитуваш себе и своето потекло, како очекуваш било се разбира, и ако некој ти наметне, како што се наметнуваат најразноразни теми, апсурдни теми, нелогични теми, дека ти можеби и треба сам да се укинеш, да не си веќе македонец, за да бидеш симпатичен за западните пријатели, кои што не можат да ја свиткаат раката, не сакаат на Грција, бидејќи она е постратешка точка и поголема и помила им е можда од тие постјалта, односно јалта и постјалта договарање и преговарања. Тогаш ајде македонците ние фино лепо си ги натераме сами да си ја угаснат државата, бидејќи друг не може да им ја угасни државата. Сега доаѓаме до крајот. Ќе успее ли народот да ја спречи Тиранската? Да, нема друга опција. Не постои друга опција, не постои друга варијанта. Не треба да се наметне чувството дека ние сме против Тирана или Белград или Софија, но ние сме за Македонија. Тиранската платформа е еден несреќен документ создаден во нашиот комшилук, на него седнале на масата таму кај премиерот на соседната држава, наши лидери, условно речено макар на политички партии. Само замислете како би било ако во Данска седнат да кројат капа на Германија. Викинзите со другите викинзи. Или ако од Виножито или од Ому Илинден Пирин представници дојдат тука и ние креираме политички некој си документ кој што мора задолжително да се имплементира во соседните држави. Да, тоа е зборот мора и оцената дека без тоа нема влада е тоа е клучно што го разбранува народот. Анита, навикнати се на максималистички барања. Цело време под закана од сила. Ако не се усвои ова, ќе се делиме. Ако не се усвои ова,
ќе влезат борците незадоволни од ова или од она. А пак живеем. Ние живееме за живење, ама еден ден тоа уценување мора да престане. Мора да престане. Не може во состојба на апартхејд да имаме соживот. Така, ви благодарам многу за гостувањето вечерва. Јас се извинувам што ете веднаш после протестите моравте да дојдете. Сепак го почитувам она што го правите и сметам дека заслужувате да се одморите барем и навистина ценам што ете и така од протестите директно уморни наместо да се одморите дома дојдовте до студиото. Повторно да преговорите зошто сте пред собранието, зошто е народот на улица и да биде јасно и гласно кажано дека сте тука за црвено-жолтата линија. Ви благодарам за гостувањето. На драго срце, фала ви за поканата и за просторот. Телевизија Нова ги следи протестите на Заедничка Македонија Многу сме благодарни постојано. за тоа и ќе бидеме тука кога и да Ние се треба. надеваме знамињата. И знаеме дека знамињата не ви пречат вас и не ве удираат по глава. Не. Ви благодарам многу за гостувањето. Вам, драги гледачи, благодарам што бевте со ова отворено студио. Станете фреквенцијата на телевизија Нова. Во 22 часот следуваат новите вести и новата информација за експлозијата при која што е повреден фудбалер.